денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Универзитетот на Југоисточна Европа домаќин на тркалезна маса организирана од научниот институт Макс ван дер Штол. Присуствуваше и амбасадорот на Франција во земјава. Разговор со председателот на регионалниот одбор на СОНГ Тетово Зоран Гарковски за актуелните состојби. Постепено олабавување на мерките. Децата во основно образование нема да носат маски. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово беше домаќин на тркалезна маса организирана од научниот институт Макс ван дер Штол, на која присуствуваа ректорот на универзитетот, како и амбасадорот на Франција во земјава. Францускиот поисонс дус на Западен Балкан. На оваа тема во Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа тркалезна маса на која присуствуваа ректорот Абдулменав Беџети, како и амбасадорот на Франција во Македонија Кирил Баумгартнер. Ректорот Беџети ја истакна важноста од соработката и потенцијалот кој го нуди овдешната младина. Еве накратко во однос на соработката на Република Франција со Универзитетот на Југоисточна Европа во делот на проектот Soft Power in Western Balkan, што значи дека од таа смисла нема подобро место и подобра платформа за промоција на тие вредности во рамките на тоа денеска и дискусијата во оваа дебата ќе се насочи како подобро да се насочуваат и синергиите во оваа соработка во однос на тридимензионалните проекти, како е делот на академската соработка за развој на курикулумите, односно студиските програми и наставните програми, во однос на научно-истражувачката работа и научните проекти, како и истовремено и општествениот импакт на универзитетот. Во сите три овие столбови, проектот што го правиме и реализираме сега и со Универзитетот Франција, се разбира дека ќе отвори можности за соработка и во други идни проекти, за јакнување на француската алијанса во градот и сопротивување во делот на промоција на француската култура и јазик, бидејќи имаме многу што да научиме од тоа, што мислам дека тоа е добар потенцијал и добра можност, а ние као универзитет либерален тоа ќе го правиме. Во разговорот со амбасадорот и двајцата се согласивме дека тука има огромен потенцијал, поготово нашата младина, да не пропушти можноста да научи од француската култура, па вклучувајќи тука и образованието и науката. Амбасадорот истакна дека Тетово е одличен пример за заедничко функционирање и живење на повеќе народи. Значи во рамките на откако стапив на мојата функција во својство на амбасадор на Република Франција во Република Северна Македонија, должност ми е да ги посетам, значи што е можно повеќе градовите надвор од Скопје, и првата дестинација надвор од Скопје е градот Тетово. Знае дека градот Тетово служи како примерен град за коегзистенција, па затоа значи и мојата цел на посета е секогаш да ги поддржувам напорите што одат кон оваа насока. Знаете, веќе во градот Тетово постои веќе години однапред, имаме присуство на француската алијанса во Тетово, и како што знаете, значи во рамките на оваа партнерство што го имаме тука со градот Тетово, и постои значи вашиот Југоисточниот Европски универзитет, кој што значи е на супер рангирано значи како партнер на нашата амбасада и на француската алијанса. Во склоп на оваа соработка со господинот ректор ќе ги видиме можните писти за соработка и за продолбочување на соработката помеѓу Франција и градот Тетово. И затоа и денеска значи ќе зборуваме и на таа тема.
Настанот беше во организација на научниот институт Макс Вандер Штул и Канцеларијата за меѓународна соработка. Комисијата за заразни болести вчера предложи учениците од основните училишта да бидат ослободени од носењето маски, а капацитетот на исполнетост на затворени објекти, опери, театри, кина да се зголеми од 50 на 75%. Очигледно дека мерките се носат во насока на тоа да почнеме полека да се враќаме во нормалниот тек на живење кој што бевме научени во 2019 година, меѓутоа тоа го правиме внимателно, со цел да нема зголемување на бројките, како што гледаме дека има случаи во земјите кои што нагло или речиси нагло ги повлекува сите превентивни мерки за трансмисија на вирусот помеѓу популацијата, а тоа се земјите како Велика Британија, Данска, Германија, Италија, каде што навистина има драстично зголемување на бројот на новозаразени, се полнати болниците, има изголемен број на смртни случаи, и со цел да не го пренесеме тој тренд на движење на таквите лоши епидемиолошки индикатори кај нас, решивме постепено, внимателно, користејќи соодветни алатки кои што ќе ни помогнат во проценката на состојбата, актуелната епидемиолошка состојба и ризикот кој што носи таа состојба, да направиме вакво постепено релаксирање на мерките. Еве како што кажавте и вие, она што прво беше донесено како мерка е да се ослободат од маски учениците во основните училишта, односно од 1 до 9 одделение, и ќе видиме, ја следиме состојбата на дневно и на неделно ниво особено, преку извештаите кои што ги добиваме од Институтот за јавно здравје, за да знаеме дали можеме и понатаму да одиме во насока на тоа да ги релаксираме мерките, дали следни ќе бидат и средношколците, ќе зависи од тоа, дали ќе има сега зголемена трансмисија помеѓу учениците во основните училишта, доколку има добри показатели и се каже дека, односно се покаже дека таа мерка е навистина добра, тогаш ќе може да размислуваме и за релаксирање на вакви превентивни мерки во средните училишта. За предизвиците на регионалниот одбор на СОНК Тетово, актуелната состојба во образованието, науката и културата и предлогот за постепено покачување на платите на просветните работници, разговаравме со председателот на регионалниот одбор на СОНК Тетово и член на Советот на СОНК на Македонија Зоран Грковски. Регионалниот одбор на СОНК Тетово, кој што го покриваме токму ние во состав на СОНК на Република Македонија, има доста проблеми кои што ги засегат вработените во образование, наука и култура. Во делот на образование во изминатиот период се изготвени два колективни договори. Едниот колективен договор е за основно образование, другиот колективен договор е за средно образование. Сега, во изминатиот период, кога беше таму околу 7 март, се донесе одлука и се потпиша таа спогодба за минималната плата. Таа одлука ние ја поздравивме како синдикат и навистина заслужуваат тие луѓе кои што ќе земат таа плата. Меѓутоа, таа плата сега во моментот се доближува до вработените во секторот образование и градинките, до оние кои што имаат друг степен на образование, кај што е непринципиелно. Не може, например, еден условно неквалификуван работник да зема 18.000 плата, а другиот квалификуван со високо образование да земе плата некаде околу, еве да кажеме, отприлика 20-21.000. Значи, тоа е непринципиелно. Од тие причини СОНК бара да седнеме и да преговараме со надлежните министерства. Особено со Министерството за образование, а тука и Министерството за труд и социјала. Односно, тука припаѓаат градинките. Во изминатиот период се направија неколку обиди да се воспостави таа рамка на преговори, меѓутоа таа рамка некако во последно време како да не иде, како да се закочува, како некој да ја кочи. Средби имавме со Министерот за образование, со Министерот за финансии, меѓутоа сега дали се бара вакуум простор или нешто друго се бара, не знам, се уште немаме конкретни одговори. Што би биле барањата? Барањата би биле вака сега. Првенствено, доколку се потпишат колективните договори. Таму не е само покачувањето на платите, таму имаме патни трошкови, таму имаме годишен регрес и многу други барања. Таксативно, ако ги наброиме, таму се околу 20 други барања. Сега, знаете, кога се договараме, некогаш наоѓаме, некога си средина.
во односи на тие барања на покачувањето на платата. Ова што го најавуваме ние како 45.000 денари, тоа е невозможна мисија во овој даден момент. Знаејќи дека имаме енергетска криза, економска криза, ковидот, еве кој што дали ја прикара или не, се уште не знаеме, завршен. Од тие причини бараме да имаме една динамика на покачувањето на платите со тоа што некаде за 2 години да се исполни она што ние го бараме како синдикат, како СОНК. Како цел. Значи, ако во случај да дојде до ситуација да нема повратен, потврден одговор по тоа прашање, планирате ли штрајк, размислувате ли за трпење нели на наставата во таа насока, какви се планови? Советот на СОНК може да донесе одлука за штрајк и ќе спроведеме ние штрајкот. Меѓутоа ќе трпат другите, ќе трпат учениците, ќе трпат родителите, целото општество ќе трпи. Ако се донесе таква одлука за штрајк, многу лесно влегуваме ние во штрајк, меѓутоа многу тешко излегуваме. И на крајот кој ќе биде епилогот? Пак ќе треба да седнеме, пак да се договараме. Затоа не посакувам да има штрајк, туку да се изнајде решение, да се најде еден компромис, кај што еве постепено платите ќе се покачуваат и во дејноста образование, наука, култура и во труд социјал, односно во градинките. Како е состојбата ви со предизвиците во однос на пандемијата? Мислите дека секторот, да речеме, многу е под голем притисок во некоја? Пандемијата си го направи своето. Многу изгубија учениците, многу изгубија наставниците. Тогаш преговарахме, договарахме, укажувавме на доста работи. Не сакаме пандемијата сега да ни се надоврзе со штрајкови или со некои други непопуларни мерки што ќе ги преземеме. Ако преземеме сега мерки, протести, штрајкови, затварање на училишта, тогаш ќе биде огромна загубата пред се прво за учениците, а потоа и за сите други. Е предизвик пандемијата и самото одвивање на наставата за самите наставници, за просветните работници? Па како нема, еве во овие последни денови слушаме дека некои мерки се олабавуваат и се враќаме скоро у нормален живот. Тоа ни дава еве знак дека понатаму ќе течат работите во некоја нормална состојба, меѓутоа па сега нешто друго ни дава, еве се самата економска состојба, гледаме каква ни е енергетската криза, оние други работи, да не ги спомнувам што се случуваат надвор од Македонија, така да во кој правец ќе се движиме, значи треба да се донесе одлука на едно повисоко ниво. Мислите дека наскоро ќе имате надежда дека ќе се најде на заедничко решение за, како што кажавте, постепено некоја динамика во покачување на платите и слично? Секојдневно сме во изчекување. Значи секојдневно сме во изчекување да се излезе со некое соопштение. Направена е методологијата за пресметка, таа методологија треба да се спроведе и да излезат министерот и председателот на СОНК на Република Македонија да дадат образложение, свое мислење како понатаму ќе течат работите. Вчера во салата на Советот на општина Тетово се одржа церемонијата на доделување на сертификати за победниците на надпреварот за спелување, организиран од American Corner Тетова. Професорот Крис Дулон истакна дека учениците биле добро подготвени. Сертификати и ваучери беа доделени за освоените први 3 места. It was a long day, very long day. Беше навистина долг ден, но задоволувачки. Им зададовме на децата многу тешка задача, многу зборови кои требаа да ги спелуваат. Беа навистина подготвени, владееше надпреварувачки дух и ни представуваше големо задоволство што и децата и нивните родители беа среќни и горди. Им честитам на учениците на нивната подготвеност и секако за наградите. Навистина сметам дека не би успеале да постигнат толку големи резултати ако не добиваат огромна поддршка од своите семејства, како и од целиот тим на американското катче во Тетово. Црвениот крст одбележува 77 години од своето постоење и 27 години од полноправно членство во Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина. На наше големо задоволство, секоја година се зголемува бројот на волонтери во организацијата. И тоа не е случајно. Успеавме во нашите напори да негуваме искрена и топла атмосфера за реализација на благородни активности, па многу наши граѓани во Црвениот крст препознаа и место за градење на пријателства, за учење, споделување на знаења, за волонтирање, за членување
за посветување на дел од својот живот. Сите заедно, 77 години, бевме токму таму каде што беше потребно. Радува фактот што низ годините Црвениот крст секогаш имал иднина. Ние сме организација која е привлечна за младите кои се заинтересирани да учат и волонтираат, да ги споделуваат хуманитарните вредности и принципи, да помагаат и да се надградуваат, а потоа да прерасат во општествено-социјално одговорни личности кои дават посебен придонес во развојот на локалните заедници каде живеат. Со нас се секогаш и повозрастните, верни на Црвениот крст, кои денес еднакво активни како и кога се вклучиле, а воедно ги споделуваат своите искуства и знаења, покажувајќи дека во секоја доба од човечкиот живот има место и време за хуманост и солидарност и подадена рака на луѓето на кои им е потребно. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер на регионалниот пат во Тетовско Долно Палчиште лишиле од слобода тројца жители на ова село на возраст од 24, 29 и 23 години, затоа што при нивен и при преглед на возилото Форд со тетовски регистерски ознаки во кое се превезувале, била пронајдена марихуана. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот и против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Ноќеска околу 1 часот и 40 минути на крстосницата на улиците Видоја Смилевски Бато и браќа Миладинови во Тетово. Полицијата привела 21 годишен тетовец, 25 годишник и 24 годишник од Тетовско Шемшово, кои се превезувале со патничко моторно возило Peugeot Partner со тетовски регистерски ознаки и се однесувале агресивно, додека двајца од нив немале и документи за идентификација. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за натамошна постапка и по документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот и 45 минути во двор на Тетовско средно училиште во кое учеле во присуство на нивните родители биле лишени од слобода двајца малолетници од Тетовско село, затоа што кај нив била пронајдена марихуана. Се расчистува и документира случајот пошто ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во 20 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека во кругот на казнено-поправната установа затвор Тетово во Тетово била пронајдена марихуана. Вчера околу 7 часот и 55 минути лишен од слобода е 27 годишник од Горнореканско село, кој 1 час пред тоа физички го нападнал неговиот 62 годишен татко. Тој е задржан во полициска станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот. 22 годишникот Неготино Полошко вчера бил лишен од слобода поради сомнение дека одзел мобилен телефон од 36 годишен жител на Тетовска Голема Речица. Предметот бил пронајден и вратен на сопственикот. Се документира случајот пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. Ноќеска околу полноќ угостителски објект на улица Димо Гавровски Кара во Тетово го нарушил јавниот ред и мир со голема бучава, при што биле измерени 64,2 децибели. Се расчистува случајот и против сопственикот на објектот ќе следува соодветен поднесок. На подрачјето на СВР Тетово вчера била спроведена уште една од континуираните акцијски контроли на возила кои вршат јавен превоз на ученици. При контролата откриени и законски санкционирани се вкупно 16 прекршоци. На подрачјето на СВР Тетово вчера од 6 до 10 часот на 7 локации била спроведена акцијска контрола на возила кои вршат јавен превоз на ученици, најмногу автобуси, минибуси и такси комбиња. При контролата откриени и законски санкционирани се вкупно 16 прекршоци на гостиварското подрачје. 2 возила ги немале потребните документи за вршење јавен превоз и нивните сопственици ќе се соочат со поднесоци по член 284а од Кривичниот законник. Кај 3 возила констатиране претовар. 2 возачи немале лекарски уверенија или зборувале на мобилен телефон, а по 1 возач не користел сигурносен појас, поминал на црвено и не ја намалил брзината пред крстосница. Покрај тоа, 4 лица во возилата немале заштита на лицето, односно не ги почитувале владините мерки и препораки за заштита од ширење на COVID-19.
Во Тетово пак вчера со несмален интензитет продолжиле активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето во градот, во рамките на кои биле санкционирани вкупно 16 непрописно, односно погрешно паркирани возила, 4 возачи без положен возачки испит и друг вид сообраќајни прекршоци. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.